Многу добро, све се учисувам многу добро и кои што ќе не гледат, па... Извини, вака не увреđувај, нема... па да ти кажам право... И здраво на сите, добро дојдовте на ова видео. Значи, денеска снимаме со Еки подкаст. Значи, дојди ваму камеро мосе. И денеска снимаме со Еки подкаст. Покажи го Еки. Што ќе кажеш Еки за овај подкаст? Све добро... Ама гледа во камера сега. Све добро што ќе го кажам, ме викна Кевин да снимаме на оваа емисија. Да. И кога ќе почнеме, сега или после? Или сакаш малку да збориш? И сега ова малку да збориме и после тоа ќе почнеме со снимање. Да. Како се чувствуваш Еки кога си во камера? Само гледав, летив на кров со супругата, бев заедно у кола. Многу добро, све се учисувам многу добро и кои што ќе не гледа, тоа ми е многу сум захвален да не гледат сите народ и да не слушаш што збориме. Афи момент лейтен. Окей, сакаш сега да почнеме или сакаш уште да збориш пред камера? Па уште малку да збориме, после ќе почнеме. Искажи се малце во камера како ги сакаш фановите, дали сакаш и ти да снимаш YouTube или рано ти е за YouTube, ти си стар. Извини, вака не увреđувај, нема. Па да ти кажам право, ја сакам да снимам, нека не е важно дека сум стар или млад, тоа е мене свеедно е. И може да снимам и со млади и со стари. Да. Сакаш да почнеме сега? Ајде. Ќе почнеме сега. Ајде. Почнуваме. A few moments later. Еве сега почнуваме. Да. Со Еки, пали малце близо шило. Така. Колку години имате и каде сте родени? Ја сум роден у Скопје, у Топана. Добро. Ја сум роден таму, ама после таму, од таму се преселивме у Бутел. Добро. Од Бутел многу не седевме, дали тогаш имав 7 години, 7-8 години кога имав, дојдовме у Шутка и у Шутка седевме толку години и сум остарил у Шутка, имам сега 64 години. Да. Какво беше детството кога бевте млади? Детството кога беше млади, кога бевме со другари се друже, секдака кај идевме со другари. А може да гледаш малце во камерата? Идевме по дискови, по ова идевме. Значи ти беше Еки легенда кога беше млад. Да. Да знаете дека Еки е легенда, значи уште. Значи Еки многу девојки има, ало. Не, се шалам. Окей. Како беше детството, сега иде во трето прашање. Да. Во какво семејство сте пораснавте? У како семејство? Ја моето семејство сум се пораснал со мајка ми, со татко ми. Со браќата. Како беше семејството? Моето семејство беше многу добро. И татко ми, и мајка ми, и браќа ми, све. Кој училиште го завршите? Во кој училиште си завршил? Ја учев у школото 26 јули и тука сум завршил школото и бегов на работа и фирмата се затвори и нема после сега работам у Кисела вода. Со што се занимававте во животот? Па што се заминав на животот, со друштво сум се заминал, со другари, со комши, тоа е све. Кој ви беше првиот работен ден и како го поминувате? Првиот ден, ја кога сум легол у работа, првиот ден, мене супер ми беше и со пријатели и со другари, то работеме заедно, мене ми беше добро. Дали животот беше потешок
потежок Да. порано или сега? Да ти кажам, порано беше подобро животот, имаше пари, имаше кај да шеташ и да трошиш и пак пари ќе ти останат. Сега ова е тешко живот. Зашто? Сега е многу скупотија. Со оваа плата не се живее. Аха. Кој момент од животот никогаш нема да го заборавите? Порано нема да го заборам ова животот што бев со другари, со пријатели, тоа Фамилија. со фамилија, со мајка, со татко, со браќа, тоа. Да. И тоа све. Љубов и семејство. Што бирате, љубов или семејство? Па ја да ти кажам, љубов си е љубов, ама семејство си е Семејство, да. Да, семејството не можам да го заборам. Кога и како го кога и како ја запознавте вашата љубов? Па мојата љубов се познаевме добро као деца мали, имавме по 16-17 години и се познаевме и така. Што значи добар брак според вас? Кој совет би им го дале на младите денес и порака? Мислам да ти кажам. Што значи добар брак според вас? Да. Кој совет би им го дале на младите денес? Па слушај да ти кажам, бракот, ја кога сум бил на брак, сега младите да знаат дека ја можам да ги кажам бракот да го предадам за нив и да знаат што е брак. Да. Што е најмногу ви недостига од минатото? Па мене све мене е све едно. Дали по црвокин? Што највеќе ви фали во животот? Па мене на животот сега Минатото или? и минатето беше добро. Ама сега скупотија ова и тоа е. На што сте најмногу горди во животот? Што ве прави денеска среќни? Па среќен да работи, парички да имаш, да имаш живот добар, тоа е све. Да. Ако можете да вратите време, што би сменили? Па што време да вратиме кога исто е времето, што да вратиме време? Например, ако би го вратиле времето, што би сменеле во животот? Што да смениме у животот кога мене свеедно е. Да? Да. На што сте најмногу горди во животот? Што се прави среќни денес? Што ме прави среќно денес? Па среќен, ако имаш пари убаво, да шеташ, да правиш, тоа е, ќе бидеш среќен и све. Кој беше вашиот најдобар пријател кога бевте млади? Па да ти кажам, мојот пријател беше другар ми, највреден, вредно, то јадовме, пиевме, може да ти кажам, испиевме на едно место. Тоа ми е најважно другар. Дали може да се каже име или приватно е? Па што е највише е приватно, не. Поздрави го вака без име, анонимно. Ја го поздравам пријателот мој и другарот, од мене све најболе и здрави жив да биде 101 година да живее. Браво, Еки легендо. Како изгледаше еден обичен ден во вашата младост? Што да ти кажам, младостот убав ден, да шеташ, да правиш и тоа кога искочиш да шеташ, тоа е убав ден. Кои игри ги игравте како деца? Па игравме као деца, мали кога бевме, игравме фудбал, највише фудбал играв. Каква музика се слушаше тогаш? Тогаш се слушаше највише српска музика, Шабан Шалови, Шемса, Сина Сакич, Мухарем. Тие песни порано се слушаа. Луѓе гледај дека Еки е легенда човек, Еки све знае, значи он е стар, ама Еки е во мозокот зрел, да. Да. Кој празник најмногу го сакавте? Па нов празник
највише го сакам нова година и тоа е нова година еднаш и тоа нова година знае стара нова година, а не ова сега што се прави 31 и дотек нова година. А тоа е 14, ако сакате да знаете дека стара нова година е, таа е 14 нова година. Да. Прашањето сега е кој е најголемиот урок што ве научи животот? Што да ти кажам, највише тоа, не знам како да ти кажам, да ти објаснам, тоа може како да ти кажам, све е добро, на животот ми е супер, имам живот добар. Млеко уште ли пиеш? Па да ти кажам, Пивце малце, уживање, релакс. Пијам ја, пиптиња ти пијам. Зашто пиеш? Како се чувствуваш кога пиеш? Па ја кога пијам најдобро се учествувам дека убаво тоа е едно кога седиш со друштво, со пријатели, да седиш, да јадеш, да пиеш, тоа е мене најдобар живот. Од што најмногу се плашевте кога бевте млади? Па да ти кажам, од младите кога сум бил, највише сум се плашил од кучиња, главови, од тие работи. Кој совет ви го помогнал најмногу во животот? А може у животот да помагам никој другар, никој пријател. Не. Кој совет, чекајте, ќе ви читам пак успано. Кој совет ви помогнал најмногу во животот? Кој совет ви помогнал најмногу во животот? Па може совет да дадам за другарот, да му дадам совет и да му кажам све најубаво и ова што мисли он да направи, да не го направи тоа, ја совет може да му дадам. Што мислите дека денешните млади не разбираат доволно? Па сега младите, да ти кажам, не мислат за ништо и не размислуваат за ништо. Што значи успех за вас? Што сте вака, чекај малце, извини, што те прекинам. Што значи за вас успех на YouTube, што ве знаеш, што сте познати, ти отворив Instagram, гледаше, значи имаш скоро 10.000 претплатници, имаш фоловери, пријатели и толку. Повеќе си од мене ти познат како Екип Деворал. Јас сум многу, мислам како да ти кажам, многу сум радосен на YouTube, тоа ме гледа народот и тоа највише у животот е мој тоа. Значи тоа ти значи успех? Да, успехот ми е тоа. Општество и промени? Општество. Која е најголемата разлика меѓу порано и денес? Па, да ти кажам, порано беше многу разлика, а сега ова разлика не е. Дали луѓето беа поблиски порано? Па, времето беше тогаш поблиски, а сега, за сега, луѓето не се. Како се менуваше технологијата низ животот? Супер. Низ вашиот живот? Па, на мојот живот и на моите, мислам, другари, ова, ни беше супер животот. А зашто многу другари спомнуваш? Значи толку ги сакаш, а? Па моите тие другари ја мора да ги спомнам. Како се забавувавте без интернет и телефони? Па тогаш тоа време, ние кога бевме, телефони немаше, имаше домашни телефони, од дома ќе се јавиш, брат, ајде, ако сакаш, вечер искачаме. Тоа беше све. Дали животот денес е побрз или подежок? Лични прашања. Па, сега е животот, младите ваму таму, сега е мислам, не е тежок, како да ти кажам, дека супер беше, супер сега е. Чекајте малце да читам сега. Што ве смирува кога сте нервозни? Па, ќе ти кажам, ако сум нервозен, ќе искочам надвор, ќе запалам цигара, 2-3 минути или 5. Ти поминува? И се смирувам и тоа е све. Значи, взимајте од постар пример, значи. Да. Кој момент ве направи најсвекни? А моментот, ако ја пак ви кажувам, ако имаш пари, имаш све,
тоа момент све имаш. Да. Кој човек најмногу влијаше врз вашиот живот? На мојот живот највише влијаваше жена ми, мајка ми, татко ми. На мојот живот ми рекоа да не идам, да идам на правилниот пат, не да идам или лево или десно. Тоа е све. Што сакате луѓето да паметат за вас? Како? Што сакате луѓето да паметат за вас? Тој ќе паметат за мене. Ако сум ја паметен, пак ќе се останам памет. А они ако се паметни, и они исто ќе си бидат паметни. Што би им порачале на идните генерации? Генерација си е генерација. Таа стара генерација и пак ќе се остане стара генерација. А со младите ние не можеме да се ставаме генерација да бидеме. Кажи еки сега. Ова е крај видео, значи. Да. Значи, ова е крајно прашање што те прашав. Да. Прашањето било е крајно. Да. Што би им порачале на идните генерации? Значи, еки многу добро се зборува. Еве ти ми кажувам, ја највише младите ги поздравувам, бидат мирни, да се сложни меѓу себе другарите. Камера може се гледај. Меѓу себе другарите да се поштуваат, да се прат. Тоа е све. Значи толку беше за видеото, ако ви се допадна ставете лайк, Да. ако ви се допадна видеото ставете лайк. Тоа е, мене ми се свиѓа и тоа може. Што да стат? Subscribe може да става. Лайк, коментар, коментар, шер, тоа све. Од мене е све тоа. Да. Дали ќе има со мене уште видео? Ако снимаш, ја може док сум жив ќе направам видео. Ќе бидеш ти жив, ќе живееш 101 година. Благодарен сум што ме викнавте да звориме у YouTube, да се те здрави и живи од мене. Да си здрав жив, да живееш 101 година. И од мене тоа све и ги поздравам Сите фанови. Сите пријатели, фанови ги поздравувам, го поздравувам Роберто И нико само Роберто. Да, и други пријатели ги поздравувам, од мене тоа е све. Пријатно. Значи, доколку ви се свиѓа видеото, пак ставете лайк, subscribe, share, коментар, со ќе имате, значи, уште вакви видеа. Ставете лайк, subscribe, да идеме до 2000 субскрајбери и брамам со еки специјал го носам на Охрид, ќе има 3 недели видео по секој ден. Те се гледаме во наредно видео. Пау! Табау! Ајде па најгили, ицима дуј камља, трохама. Ове за се. Хеј!